Реформи и репреговарање, исполнување на домашните задачи и изнаоѓање решение и гаранции. Овој рецепт според власта може да донесе успех во евроинтегративниот процес на Македонија, пат со низа пречки кој земјава со години го оди и никако да го исполни европскиот сон. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани смета дека треба да се почека Бугарија да добие стабилна политичка влада и да се лобира за евентуално ново решение. Уставни измени со одложено дејство би можеле да дадат гаранции дека во иднина нема да има нови блокади. За омекнување на односите на релација Скопје-Софија, добредојдено ќе биде и имплементирањето на пресудите од Страсбур од страна на Бугарија, кои се однесуваат на правата на македонците таму. Паралелно со овој процес мора да се спроведува и реформската агенда која е директно поврзана со планот за раст на Западен Балкан. Нашето инсистирање не е на конкретно решение, туку е на дебилатерализација на понатамошниот процес на пристапување во Европската унија. Секое решение кое што ние ќе сметаме дека го обезбедува процесот на пристапување на земјата во Европската унија, за нас ќе биде прифатливо. Тие решенија што значат точно, кои се техникалиите, формулациите и така натаму, тоа останува да се решава кроз процес на преговори, меѓутоа нашата позиција е да се заштитиме од понатамошни блокади. Од Институтот за европска политика велат дека соработката помеѓу експертите и академската фела, граѓанските организации и владата е клучна за спроведување на реформите. Целта ни е всушност заедно со дел од стопанските комори, академската јавност, како и експертите да започнеме дискусија за тоа како ќе се следи реформската агенда, како ќе можеме останатите чинители да бидеме вклучени во истата, бидејќи ова е нов инструмент на Европската унија кој што се применува во државите членки според модалитети кои што се нови за регионот кој што пристапува. Дека уставните измени не се единствениот услов за приближувањето на Македонија кон европското семејство покажува и ставот на Брисел кој е непроменлив. Мора да ги средиме работите дома, да спроведеме реформи и да се европеизираат институциите. Силна борба ќе биде потребна против корупцијата и организираниот криминал. Ќе треба да се работи на владење на правото и независно судство. Ако се спроведе целосно реформската агенда до 2027 година, земјава ќе добие 750 милиони евра. Македонија во следните 3 години ќе треба да спроведе конкретни закони и стратегии, а меѓу областите се и судството, борбата против корупцијата, човечкиот капитал, администрацијата, дигитализацијата, зелената енергија.